Време за првиот разговор во студио. Зборуваме на тема нов електронски систем за регистрација на операции во сите здравствени установи во Македонија. Мој термин се надоградува, повеќе детали и одговор на прашања кои што претпоставувам дека како недоумица се јавуваат, добиваме во продолжение од разговорот со Жаклина Чагороска, раководител на Оделение за електронско здравство. Мој термин, знаете дека со презимето. Да. Не може да велите сите имаат проблем со презимето, па не може и ние да го земеме знаменцето и ние денеска. Добро утро, Жаклина, за вас. Благодарам што сте тука. Ајде да одговориме на повеќе прашања кои што претпоставувам дека се јавуваат како недоумица. Прво, што конкретно значи оваа надградба, која што има мој термин и кои се клучните новини во истата? Да, добро утро од мене. Навистина ми е задоволство да бидам дел од оваа програма која навистина ја следам. Секој утро дека се подготвувам и одлични сте. Благодарим. Сакам, ја би започнала кратко само да го објаснам процесот, бидејќи новина е како приказ за граѓаните и за јавноста, меѓутоа системот мој термин, знаете дека постои веќе повеќе од 10 години и во себе оваа функционалност на водење на листите на чекање ја има од 2015 година. Всушност, процесот започнува со издавање на упат за операција. Тој е еден посебен тип на упат кој лекарот кој е хирург во договор секако со пациентот, кога тој веќе одлучил да биде опериран од тој хирург, го издава и со тоа започнува процесот на создавање на листата на чекање кај лекарот хирург. Самиот упат како дел од системот всушност содржи еден карактеристичен и тоа е уникатен број кој се состои од букви и бројки и ние понатаму ни системот го следиме каде се движи според тој број. Со тие можности кои се сега во системот, кои постојат, имавме одамна идеја, меѓутоа сега се оствари да ги прикажеме јавно, бидејќи... Значи ги следевте само вие, здравствените работници? Да, секоја установа, секој лекар за себе, секако и секоја установа за своите лекари и секако ние како администратори од Управата за електронско здравство на системот имаме увид во листите на чекање. Кога пациентот ќе влезе, и ова сакам да нагласам, дека листите на чекање на овој начин се дефинирани во Законот за здравствена заштита, односно тие се водат по лекар и по тип на интервенција. Значи, за секој тип на интервенција, секој лекар има своја листа на чекање. И сега тие се јавно достапни, односно може да се следат, може да се видат колку пациенти се кај одреден лекар за одредена интервенција во листата на чекање. Тоа е тоа што го возможивме со поставување на операции здравство го ВМК нели за јавноста достапна, да може да се провери, да се види секој најпрвен за себе, пациентот доколку има упат, според тој број на упат што го спомнав, може да провери на кое место на листата се наоѓа кај одреден лекар. Сега според анализите за минатата 2025 година видовме дека не се пријавени приближно 35.000 операции. Дали ова е главната причина зошто баш сега се случува таа новина практично во мој термин? Да. Една од причините е таа, бидејќи не е дека не се пријавени правилно, тие секако се евидентирани. Покрај електронската евиденција секоја установа се уште е задолжена да води и оние хартиени дневници, посебно за оперативните за операциите. И тие се водени во еден така наречен болнички упат за конзервативен третман, овие кои недостасуваат. Или се водени како амбулантски, бидејќи имаме дел од интервенции кои се прават во дневна болница, односно како амбулантски процедури, и тие се тие кои не достигаат. Инаку да, пациентите секако се евидентирани, но не се на правилен начин. А за да функционира овој начин, односно да функционираат листите на чекање, евиденциите треба да бидат да се доближат до совршенство колку што можат. Ние го тврдивме тоа, се обративме секако до установите, се обраќаме често и посочуваме за да обрнат внимание на правилното водење на евиденција. И таму преку посебни алатки кои постојат за водење на оваа листа и за следење и за ажурирање, тие тоа го прават, некои секако поажурно, некои понеажурно, меѓутоа сега за да биде точен приказот, веруваме дека ова што сега се појавија во јавноста, односно може да се следат, ќе направи уште еден притисок до сите установи за да ажурно се водат овие листи на чекање за елективни операции. Добро, во пракса, како ова ќе го подобри здравствениот систем? Како го подобрува? Што е тоа што постојано е горлив проблем, што ова ќе го реши? Да.
еве здравството како се движи, нели сите слушаме тоа дека дигитализацијата е веќе таа. Не зборува никој веќе за здравство без дигитализација. Потреба. Дури јас во некои конференции кога сме оделе велат наскоро нема ни да постои поимот дигитално здравство, кога ќе кажете здравство ќе се подразбира дека е дигитално. Така да се треба да биде во евиденциите. И сега ние доаѓаме до тој степен кога водењето на евиденции ви е потребно за да ги планирате пред се ресурсите. Во една установа, или ти и сега не станува збор за некои огромни установи кај нас, меѓутоа навистина представува проблем некогаш да се испланира. Ако зборуваме сега за овие елективни операции, ако ги имате вие податоците за со колку сали располагате, колку лекари, колку пациенти ви чекаат, можете да направите добра проценка и сите тие побрзо да ги добијат услугите во здравствените установи. Тоа е само еден аспект. Зборуваме, а другиот аспект е секако на евиденција која се води од кога ќе се даде посебна услуга, за таа да остане и да биде во системот како запис кој ќе послужи понатаму за третман на пациентот. Вие рековте, значи, сега секој пациент и секој може да има увид во оваа листа на чекање. Практично ги гледаат сите кои се на листата, не само нивното име да знаат нели кога и како би се случила и каде операцијата. Што е со личните податоци? Дали има тука проблеми со заштитата на личните податоци? Одма ќе ве коригирам, не го гледа своето име, не се објавуваат имиња, се објавуваат имињата на лекарите, бидејќи тие се нели јавни службеници и нивните имиња се наоѓаат, бидејќи да се знае за кој лекар станува збор. Туку преку тој упат кој е составен од бројки и букви не покажува никакви лични податоци, а тој пациентот го има кај себе бидејќи го добил упатот, може со пребарување да види на кое место е на листата, а листата секако ги содржи сите претходни броеви. Броевите, буквите, значи заштита на лични податоци за гарантирана. Добро. Што ќе се случи ако има итни случаи? Дали самиот систем ќе помогне да го помести распоредот, редоследот? Секако. Дали ќе евидентира самиот? Да. И овие листи на чекање се однесуваат на, така и се нарекува системот, за елективни операции. Тоа се операции кои за кои е возможно да се одложат, да не бидат итни, не се итни. Секако дека итните операции, за нив се издава таков тип на упат, но тие веднаш се практикуваат, веднаш се извршуваат и во системот постои опција во која администраторот кој работи под контрола секако на лекарот, внесува информација зошто и од кои причини е прескокнат редот. И тие информации се бележат во системот, значи има и текстуално поле, имаат и можност за избор, и секако тоа ажурирање на листите кои го спомнав содржи и опција да се случува и тие имаат потреба, не потреба, туку и обврска да се јавуваат на пациентите пред операција за да ги договорат деталите и секако доколку пациентот од одредени причини и веќе нема да прави, се случува да решил да оди во друга установа да прави операцијата или заради одредени здравствени причини не може да се изврши таа операција, тие го означуваат и тој пациент автоматски излегува од листата, нели доколку не. И сите тие административни работи се работат и тие би требало исто да придонесат за ова листа. Но итните случаи, нагласуваме цел време, се надвор од листата, тие влегуваат секако, но без проблем секако лекарот е тој кој, односно стручниот колегиум на установата, меѓу другите и директорот, кои одлучуваат за распоредот за тој оперативен план, они што го нарекуваат, кои го планираат секако однапред и знаат кои операции кога ќе ги извршуваат. Прв пријавен, прв услужен. Одиме по тој тоа е принцип, нели? Верувате ли дека ќе се надмине тој проблем, односно прескокнување, односно да се запази тој ред и она народски кажано со врски, да се елиминира овој на редот на местото, Ете еден од мотивите и тој, бидејќи ние и така ги следевме, имало и досега секако поплаки од граѓани, пациенти, сме се обраќале до установите, до надлежните државниот санитарен инспекторат, например, фондот за здравствено осигурување кој исто така е надлежен за следење на овие листи на чекање и секако тоа се поединечни случаи. Но и сега имаме ние одлични примери на установи кои навистина работат голем број на интервенции кои одлично ја водат, совршено ја водат и за нивно добро е нели да знаат колку имаат на распоред понатаму пациенти. Сега тоа е на увица, многу е јасно ако се обидете да видите, листите даваат, јавниот портал дава информација, например, ако одберете одредена операција
еве ќе спомнам артропластика на колк, тоа е популарно што викаат вештачки колк да града. И за тоа се долги листите на чекање. Меѓутоа, ако ја изберете само како интервенција, првин ќе добиете во системот одма информација во кои градови се прави и во кои установи. Ако изберете таа установа, ќе ги имате точно кои лекари ја прават, односно кои имаат листа на чекање. Одејќи од еден лекар до друг, можете да видите кај кого колка ве листата на чекање, па и пациентот ако нема избрано се уште лекар како ќе прави операцијата, може оваа информација да му помогне да го направи тој избор. Тоа е тоа што го нудиме сега ние за да биде достапно и веруваме дека ќе биде корисно. Прескокнувањето на ред, рековме да, секако е и оправдано во многу случаи, меѓутоа ако се истите параметри за пациентите, по правило треба да оди прв дојден прв услужен, така се и поставени листите, така ги гледаме и сега на јавниот портал. Сега, што е многу важно, доколку се прескокне редот по потреба, здравствена потреба, има ли точна трага кој и зошто ја прескокнал и кој е објаснувањето? Значи, дали точно ќе се води и дали тоа ќе биде јавно? Да. Секако автоматски системот што ќе сака да го префрли, ние велиме пациентот од листата каде што чека, да го префрли во распоредот за операции, доколку тој не е прв на листата, секогаш му се појавува прозорче во системот во кое прашува зошто го прескокнувате редот и тој кој го прави ова треба да означи и секако во позадина работа тоа се овластени администратори на установата, дури самиот лекар, секогаш системот знае кој е корисникот, логот се чува како лог како треба и подлабоко истражување, меѓутоа има и запис кој во вид на извештај може да го следиме секогаш. Каде ќе се пријавуваат неправилностите? Доколку евентуално се, некој се сумнева од пациентите. Да, секако воопшто за сите здравствени услуги неправилности ако постојат може да се пријават на повеќе места. Најчесто тоа што се сугерира е да се обратат најпрвин до установата, до директорот, таму имаат можност за формирање дури на различни комисии ако станува сега збор за некој поголем проблем или поголемо прекршување на некое правило, меѓутоа еве дури за листите на чекање можат пациентот да се обрати до установата и директорот секако со стручниот колегиум да даде одговор доколку смета пациентот дека му се нарушени некои права. Но секогаш посочуваме и ние, меѓутоа и знаат верувам пациентите дека државниот санитарен здравствен инспекторат е надлежен за спроведување на законот правилно спроведување на законот за здравствена заштита, меѓу другите, ова е опишано во законот за здравствена заштита, така да можат и со преставка до инспекторатот да се обратат. За поголеми прекршоци секако и до Министерството за здравство, меѓутоа и до Фондот за здравствено осигурање, бидејќи ова е услуга која ја покрива фондот, нели со своето така да има механизми да административни се, меѓутоа постои. Можеби ќе размислуваме ако видиме дека имаме повеќе пријави или да направиме некаква посебна адреса, можеби за да се пријавуваат токму овој вид но секако ние ќе ги спроведеме понатаму до надлежните органи. И сега, она што го рековте дека ќе може да се отворат и да видат кај кој доктор колкава е листата на чекање, дали доколку има место некаде низ државата, во клиниките за одредена операција која што сака да ја направи пациентот, дали самиот систем ќе го однесе каде има место за да може да се пријави? Не, ќе му даде информација, меѓутоа ќе му даде информација, дали ќе го насочи, затоа што не сите се вешти. Да. Во работење со ќе му даде информација, меѓутоа пак за секоја операција, вид на операција, така ни се водат во системот со назив на операцијата и таа се содржи во упатот. Пациентот може да чека на едно место, кај еден лекар. Не може, еве сега сака да закаже операција за катаракти, да тој порано беше тоа случај пред да го воведеме системот за листи на чекање. Еден пациент можеше да се наоѓа на многу листи кај многу лекари. Сега може само кај еден. И каде ќе се ослободи место за тој се наоѓа и се чека и каде најпрви ќе добие. Меѓутоа сега тоа не е возможно, тој може да чека само кај еден лекар. Тоа сам го одбрал и секако лекарот го потврдил со издавањето на упат. Доколку тој реши да ја промени, ја менува одлуката и сака кај друг лекар да влезе, тој мора да го откаже тој упат, лекарот да знае за тоа и да го фати, но ќе биде, нели секако последен на листата, бидејќи тоа ќе биде нов упат. Тоа е за сега опцијата во системот. Нема автоматско префрлање на пациентите од еден во кај друг лекар. Заклучокот е само извинуване, значи пациентот го бира докторот и никој нема тука некој автоматско префрлање, односно системот да го извади на површина нели слободното место, меѓутоа доколку пациентот не сака кај тој доктор, останува тој да негова одлука тој да промени, да направи промена. Многу важен момент. Што ако се случи
а кај нас знае да се случи, да падне системот и да има технички проблем? Зборуваме сега вака, се ова што, за да можеме да го прикажеме, се наоѓа во мој термин, во системот мој термин. Тоа е голем систем кој има многу навистина во позадина, целото електронско досие на пациентот се создава преку сите процеси, упати, се што содржи системот, рецепти, упати, да не зборам се за сите функционалности. Овој приказ кој го даваме е само еден модул, може да го наречеме, портал кој само јавно се прикажува. Системот, мој термин, не може да падне, нели? Не се случува да има некоја техничка пречка, некој пат бидејќи е интернет, има проблем, има успорено заради некои причини, но податоците се секогаш тука. И тој може би во моментот да не е достапна листава заради некои причини, пак ќе кажам прекин во интернет, но тоа не се случува, не би требало да се случува, барем за сега не се случувало таква некој поголем прекин или некој прекин за кој ние знаеме и знаеме од кои причини се случува. Сега уште нешто само ми остана така како подпрашање, во иднина пациентите дали ќе имаат можност да избираат клиника за пократко чекање. Што значи тоа? Значи, ги гледаат листите, каде се, колкави се го бира докторот, но од друга страна гледаат дека некоја установа, низ здравствена установа, низ државата, има листа за многу помалку чекање, и доктор кој што може не е во моментот слободен, но за многу кусо време ќе биде, има ли можност од Скопје да оди, да речеме, во Охрид? Ве спомнавме Колк, Еразмо е една од најпосетените за скопјани. Но многу често не можат да го договорат тоа преку мој термин, па и приватно го договараат. Реално е проблем кој што се случувал, така што има ли можност вака да се договори и вака да се направи? Секако издавањето на УПАТ мора да следува по направен преглед. Не е тоа нешто значи ќе можат на пример од Скопје да се закажат преглед во Охрид и да договорат во Охрид. Да, во нашиот закон нема ограничување географско. Во некои земји блиски до нас има. Кај нас може пациент од било кој град да отиде во било кој град. Пример го земавме сега. Пример го земавме, не само секако. Но ова сега што го правиме, ние велиме една прва фаза во која најпрви ние во интерес и сакаме пациентите да добијат увид и да видат каде се на листата на чекање. Спомнавме, имавме и со министерот пресконференција, очекуваме, ние би си дале некој период во кој и установите малку поажурно ќе работат на прочистување на овие листи и веруваме за некој месец, многу брзо, ќе дадеме и следна верзија во која ќе ги дадеме и статистичките податоци. Ние би сакале покрај тоа колку имаат на листа на чекање, дадеме информации кај кој лекар колку направил операции од тој тип во изминатиот период. Тие бројки ги имаме и сега во системот. Би ги дале, би ги покажале за да добијат пациентите можеби и друга слика. Еве, да, навистина би чекал подолг период, ако тој доктор гледам дека е искусен или од некои причини сите сакаат кај него да одат на преглед, или обратно, ако е некоја рутинска операција, би сакала, се едно ми е кај кого било, ќе видам кај кого е најмала листата на чекање. Иако нема некој искуство. Така да тоа се некои функционалности кои ги предвидуваме и тоа што кажавме, сакаме многу брзо исто да излеземе со податок предвидување за колку време вие сад добивате информација дека сте 57 на листата, но не знаете кога ќе се случи. Можеби тој по 2 неделно само оперира, па ќе дојде на ред во 25-та недела. Ние би сакале со помош на податоците кои ги имаме да направиме симулација кога реално би стигнал пациентот за да знае пред да оди кај лекарот, еве кај овој лекар за оваа операција кога би стигнал на ред ако денеска одам на преглед. Кога веќе зборувате за надградување, убаво би било и во надградувањето да стои некој си, не знам како SMS порака или нешто дека можеби редот им се приближува, особено кога си повозрастните, тие не особено се не вешти во делот на проверување, најчесто семејството помага, ама ќе биде навистина многу од помош ако се алармираат и преку SMS порака. Секако морам да нагласам дека како пример, како начин. И сега задолжително се контактираат пациентите пред операција заради подготовката. Нели може да се случи да не се секако тие се информирани и на друг начин од установата кога е дополнително ќе имат информација и каде и секако добра идејата да се. А што е доколку во ситуација докторот е слободен, меѓутоа здравствената установа во тој момент нема доволно технички услови да се случи таа операција тука. Дали се прераспределува во друга здравствена установа или сепак се дава нов термин? Еве се случуваат реновирања на установи во кои салите не се достапни, пациентите
пациенти да остануваат и тоа е случај и сега, не е дека заради овие листи на чекање, но пак останува индивидуално да се контактира пациентот, доколку се одлучи, еве, може на подолг период нема да бидат достапни некои операциони сали. Сме имали такви случаи, да ги информират ако се одлучи да се префрлат, секако тоа со знаење на пациентот да се информира дека би бил префрлен доколку тој сака на друга да се излезе во пресвет. Да, никогаш не се оди на тоа да пациентот задолжително или без негово знаење му се префрли еве операцијата кај друг. Секогаш треба да е со знаење на пациентот и со негова согласност, се разбира. Така, значи тоа остава простор да добие и друг лекар. За да он потоа да даде своја согласност, дали би отишол нели да го смени доктор. Реално и сега ни се случува и имаме малку и дилема околу тие случаи кога лекар ја напуштил установата. Така. Се пензионирал едноставно или нека друга причина. Или отишол во друга. Отишол во друга установа. Но тој има досега листа на чекање и тие пациенти законски го добил. Тоа одлучува стручниот колегиум, има опција во системот да се префрлат кај други лекари, ги распределуваат, но пак ќе кажам секогаш со знаење на пациентот. Тој не го губи редот, значи останува, меѓутоа би бил префрлен кај друг лекар. Извинете, никако прашањата никако да стивнат, особено кога е здравствениот систем во прашање. Може би еден од најгорливите проблеми е тој да се дигитализира, да ни се овозможи непречено и квалитетно здравство како што сите ние заслужуваме. Така што верувам дека ќе имате и прашање и подпрашање и во следниот период. Да, нека почне да функционира. И се разбира ќе се видиме повторно, да видиме неколку пати споменавте надоградување, така што ќе се видиме, верувам дека и во следниот период. Да видиме докаде веќе има интерес за ова. Резултати. Така да ќе бидеме задоволство ќе не биде да ги пренесеме. Се надевам дека барем малку успеавме да им доближиме на гледачите, односно да ги информираме за овие новини. И да одговориме на прашања. Да, се разбира. Благодарам за гостувањето, посакам да си имате убав ден.